Република Илинденска Македонија за севкупна употреба е предлогот за можно решение за спорот за името. Премиерот Заев на тричасовната лидерска средба го информираше државниот и политичкиот врв за сите детали за преговорите со Грција. Со ова решение се чува достоинството, се потврдува македонскиот идентитет и е гаранција за мултиетничка држава, рече Заев. Република Илинденска Македонија е името за кое е можен компромис со Грција. На англиски Republic of Ilinden Macedonија. На албански Република Илиндитасе е Македонис. Република Илинденска Македонија е име со кое го зајакнуваме темелот на нашата република. А Илинден значи историски континуитет на нашите стремежи, нашата државност и нашата гордост. Заев упати порака до граѓаните да не се плашат, затоа што со ова решение се сочувува јазикот и идентитетот и се отвара патот за покана за НАТО и ЕУ. Со можниот договор добиваме финална потврда јазик македонски, language Macedonian, идентитетот гарантиран и меѓународните кодови МК и МКД ќе бидат обезбедени. Заради гаранцијата за идентитетот македонски ќе прифатиме севкупна употреба на името Република Илинденска Македонија, како и заради зајакнување на меѓуетничката кохезија. Доколку се постигне политички консензус, тогаш предлогот ќе биде ставен на референдумско изјаснување. Спроведувањето на новото име за внатрешна употреба би се одвивало во фази, како што ќе напредува земјата во членството на Европската Унија, а тоа ќе се реализира и преку уставни измени. Заев упати и порака до Грција, дека со ова решение се прави целосно разграничување со регионот Македонија во Грција и се докажува дека нашата држава нема територијални претензии кон ниту една соседна земја. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски соопшти дека нивниот став во однос на уставните измени останува непроменет, а предлогот за името ќе биде презентиран пред органите на партијата. ВМРО-ДПМН нема да поддржи промена на уставот, а со цел промена на уставно име. Целокупниот процес се водеше по тајност, целокупниот процес се водеше екзибиционистички, беа загрозувани националните и државните позиции на Република Македонија. Патот до целта е јасен, интеграција во Европската Унија и НАТО, но очигледно дека траекторијата е различна. Председателот Иванов останува воздржан за предлогот Република Илинденска Македонија. Ставот ќе го соопшти откако ќе добие писмен документ. Очекувам бар основниот документ на кој се гради овој предлог, тоа е предлогот што го дала грчката страна, да имаме увид за да знаеме за кои прашања и воопште се разговара. Инаку во својот, јас досега сум бил принципиелен и останувам доста да се придржувам на изградените ставови од претходните председатели на Република Македонија, а тоа е дека процесот мора да се води во рамката утврдена од Обединетите нации и било кој документ мора да биде предмет на разгледување не само на лидерите на партиите и на државниот врв, како што тоа беше денес, туку мора за тоа да се консултираат и експертите од меѓународното право и меѓународните односи, затоа што видовме во минатото недоследност од грчка страна кога станува збор за документ кој треба да го усвојат и двете страни. Додека траеше лидерската средба, пред клубот на пратеници се одржа мирен протест за зачувување на уставното име.